Почувано минали 9 години од крвавиот настан кај Карпалак, сега е едно е сигурно. А тоа е дека ниту кај СДСМ до 2006 година, ниту кај ВМРО-ДПМН, после 2006 година, кога дојдоа на власт, нема интерес за вистината за бранителите кај Карпалак, кои загинаа во одбрана на независноста и територијалниот интегритет и суверенитет на државата. Како припадник на Министерството за внатрешни работи во татковинската војна во 2001 година, имам силна обврска да се залагам случајот Карпалак да не се заборави, бидејќи имаме докази дека можело да се спречи загинувањето на бранителите доколку некој не пропушил да преземе одредени дејствија што бил должен да ги преземе во интерес на безбедноста на конвојот. 40 на дена пред погибијата кај Карпалак во Македонската служба за државна безбедност постојаа два службени документи со податоци дека на редот кај Карпалак од каде се пукаше врз конвојот се наоѓа вооружена група од 10 до 15 лица, а овој податок согласно правилата за соработка на безбедносните органи во државата МВР ги достави овие информации за понатамошно постапување до секторот за безбедност и разузнавање при Министерството за одбрана. Врз основа на овие оперативни податоци од двете службени белешки што ги споменав, службата за аналитика во тоа време при Македонската служба за државна безбедност, внимавајте, изготви информација уште во јули 2001 година како да се запоседне просторот околу автопатот кај Карпалак заради безбедно минување на редовните конвои кои што одеа во тоа време на кај касарната во Тетово. Ова е тој извадок од информацијата на службата за аналитика во Македонска државна безбедност од јули 2001 година, доставена до политичко безбедносниот врв во државата во тоа време, а од која може да видите како аналитичарите во Македонската тајна полиција толку професионално се извршиле работата, односно дале прецизни анализи и насоки што да се преземе и доколку се постапило оваа аналитичка информација повеќе од сигурно дека Карпалак ќе беше избегнат. И сега замислите да го имате ова реч 40 дена пред настанот и да ви загинат бранителите од искукана граната токму од Карпалак, тоа едноставно може да се нарече катастрофа. Сознание имаше, а ништо не се презеде. Трагедијата пак сигурно ќе беше избегната доколку врз основа на овие податоци само со еден хеликоптерски прелет беше збришена оваа вооружена група, бидејќи прецизно се знаеа сите битни елементи, како локацијата, времето и начинот на движење, вооруженоста, распореденоста на групата и слични елементи од битно значење. Ги прашуваме сега од СДСМ и ВМРО-ДПМН дали се спремни предвремено да престанат да ги навредуваат македонските граѓани со тоа што секојдневно јавно ќе ни признаваат кој повеќе лажел или крадел во овие 27 години и да се согласат и да подржат формирање на една соодветна собраниска комисија која ќе работи на расветлување на перфидното местење на македонските бранители во 2001 година. Дали знаат во владеачката ВМРО-ДПМН дека преживеаните бранители, роднините и семејствата на загинатите и воопшто македонскиот народ сега многу повеќе од трагичните последици ги боли тоа што не ја знаат вистината. И на крај сакам да го потсетам премиерот Груевски дека ВМРО-ДПМН како одговорна партија со демохристијанска и народна ориентација и со силна верба во Господ, како што не се прикажуваат, имаат историска одговорност да ги расветлат контроверзните загинувања на македонските бранители во војната 2001 година. Благодарам.